Драги браќи и сестри, ќе размислуваме за некои од знаците кои се вклопуваат во адвентистичкото сценарио за завршните настани, а и за некои знаци кои како да не се вклопуваат. Значи, за знаците кои се вклопуваат, кои одговараат на адвентистичкото сценарио за завршните настани, се разбира. Предпладне заклучивме две работи. Дека денот и часот на неговото доаѓање никој не го знае, ниту ангелите, освен Отецот. А глаголот знае, односно никој не го знае денот и часот, има и други значења. Да повториме, второто негово значење е објави. Објавува. Знае, објавува. Значи, кога би се применило второто значење, тогаш Исус Христос, како Синот човечки, кој дури ни тој не знае, односно, ниту тој не може да го објави часот, денот на неговото доаѓање. Тоа е број 1. А број 2, знакот. Зашто учениците го прашуваа, па и ние, како ученици Христови, денес размислуваме кој е знакот на неговото доаѓање. И заклучивме на основа на Езекија 20 глава, 12 и 20 стих, дека Господ дал знак помеѓу Него и Неговиот народ. Тоест, ја дал саботата. Саботата е знакот на Неговото доаѓање, односно борбата која ќе отпочне помеѓу лажната сабота, тоест неделата, и саботата. Светот ќе биде поделен на две групи, на две партии. Сите обединети против Бога и оние кои ги држат заповедите, вклучувајќи и четвртата заповед за саботата и неделата против саботата. Да го отвориме Светото писмо и во Евангелието од Лука, 17 глава, читаме од 28 до 30. 28 до 30. Лука 17 глава. Така како што беше во деновите на Лот. Јадеа, пиеа, купува, продава, садеа, зида, а во денот кога излезе Лот од Содом, удри оган и сумпор од небото и се погуби. Така ќе биде. Така ќе биде и во оној ден кога ќе се јави Синот човечки. Паралела, споредба на времето на второто Христово доаѓање. Како ќе биде? Така ќе биде. Како во деновите на Лот. Да прашаме, дали сме ние адвентисти по убедување или по некакво си наследство.
татко, мајка, деца, денеска убаво го објасни Љубица, дека татко за татко, мајка за мајка, деца за деца. Иако влијанието е огромно, влијанието од родителите на децата, но изборот е личен. Значи, борбата што наскоро ќе почне, наскоро, тоа е сегашното прифаќање, односно промена што се деси на последната генерална конференција на адвентистите на 7-миот ден во Сан Антонио, во Тексас, 2015. Една од промените е дека повеќе не треба, ако е тоа оправдување, тоа не е никакво оправдување за таква промена, да се кажува дека е доаѓањето Христово иминент или само што не се случило, само што не биднало, и затоа го променија во very soon, многу скоро. Дали е многу скоро или е повеќе од скоро? Што мислите? Зошто го поставуваме ова прашање? Ова прашање е многу важно од причина што најголемото проклетство на човечкиот род, вели духот на пророштвото, е англиски збор idleness. Да видиме што вели речникот за овој збор. Има синоними, вели laziness, мрзливост, индолентност, инертност, летаргија, немарност, опуштеност, најголемото зомби, најголемото проклетство што може да биде на човештвото. Нели ви се чини дека е времето токму така? Денеска сите со своите iPad-и, iPhone-и, паметни, помалку паметни, сите далдисани од мало до големо. Каква инертност може да го прашуваш исклучен од реалноста. Борбата, ова е реалноста. Борбата помеѓу саботата и неделата, односно неделата и оние што се определуваат за неделата против оние кои ја прифатиле саботата како знак Божји, нема да биде ограничена само на Соединетите Американски држави, каде што ќе почне најпрви. Туку ќе биде инволвиран целиот
hristijanski svet. Ovo stoji zapišano, ovo svedočanstva za crkva, knjiga 6 na 352. stranica, od 1900. godina zapišano. Pred 119 godini. Другите земји ќе го следат примерот на Америка. Ова е во истата книга на 395 страна. Така наречениот христијански свет ќе биде театар. На што? На големи одлучувачки акции. Луѓе од авторитет ќе договараат и ќе донесуваат закони што ќе ја контролираат совеста, по примерот на папството. Значи, кога е по прашање донесување закони, сведоци сме како можат преку ноќ да се донесат закони, еве и во нашата земја. Што менува устав, име и така натаму. Преку ноќ. Ама луѓе кои се на позиција. Така ќе се присуствува на театар, на големи одлучни акции. Вавилон, а тоа е денешниот свет, а адвентистите на седмиот ден и Ал-Ханиф муслиманите кои делат иста вера. Не сите муслимани, туку Ал-Ханиф муслиманите, тие се оние покрај водите на Вавилон, кои ги обесуваа харфите и на кои им велеа: пејте ми песна нова, песна сиелска. Затоа е и втората ангелска вест. Падна Вавилон од устата на адвентистите. Тројната ангелска вест е вест која ја објавуваат само адвентистите на седмиот ден. Тоа е и нашата лична карта, нашиот идентитет во Библијата, Светото писмо. Значи, Вавилон ќе ги напои сите народи од отровното вино на блудот. Секоја нација ќе биде вклучена. А Јован од Откровението тоа најубаво го има во 3 збора речено. Сите еден ум ќе имаат. Цел свет еден ум. Освен адвентистите на седмиот ден и Ал-Ханиф муслиманите. Кој ќе биде вклучен во сето тоа? Целиот свет. Кој ќе биде за или против саботата? Секоја земја, секоја нација ќе биде вклучена во ова. Ќе бидат поделени на две страни. И тоа нема да е некој таен настан, инкогнито, негде скриено. Тоа ќе биде видливо. Времето доаѓа, драги мои браќи и сестри, кога не ќе можеме ни да купуваме, ни да продаваме. Со декрет ќе се забрани купување и продавање, освен на оние кои го имаат жигот над зверот, односно кои свесно ја прифатиле неделата. Прогонствата, кои ќе почнат со неделниот закон, пред тоа може да има тук-таму прогонства,
но вистинските прогонства почнуваат со донесувањето на неделниот закон и ќе бидат јавни. Ќе има исклучување на оние што ја држат саботата. Од што? Па нивните кредитни, дебитни, банковни картички ќе бидат исклучени. Нешто најлесно. Зашто друг ги контролира работите од Бога дадено време на проба за Божиот народ. Значи, така вели Божиото сценарио, а ова е веќе на прагот да се исполни. Сега спомнавме за работите што одговараат или знаци кои се во склад со ова сценарио. Што е со протестантизмот? 31 октомври, сви свети, сите свети, или Халоуин, или денот на вештерките, е воедно денот кој е ставен настрана по значај. Тој е денот кога пред 500 години, односно пред 1517 година, а 2017 беше 500 годишница. Мартин Лутер, тој духовен Давид, кој во чело на Голијат, тогашната католичка црква, на катедралата од Витенберг, тоа е Давидова храброст. Ама на оној Давид, кој што му излезе на Голијат, и затоа е личност без преседан од поновата историја. Така вели Елена Вајт за него. Ги закачи 95 тези неправилности на католичката црква, нешто што не е во склад со Светото писмо. И знаеме што се случуваше потоа. Протестантизмот од Бога доби прерогативи, божествени прерогативи, овластувања, и цела Европа беше запалена со протестантскиот факел. Факелот за верска слобода и слободно читање на Светото писмо, кое дотогаш беше со ланци врзано во црквите. Дека тоа не е за обичниот народ, дека е тоа само за свештениците, кардиналите и папите. Светото писмо денеска е слободно да го има секој враг. А проклетството, најголемото проклетство е немарност за Божјата реч. Или оглушување на гласот на Светиот Дух, кое што буквално значи и смртен грев. Затоа е најголемото проклетство. Зашто денес човештвото е соочено со смртниот грев хула на Светиот Дух. Го слушаат гласот на Светиот Дух, знаат што е право, а работа контра. Хула на Светиот Дух, смртен грев.
reći si celosno će iščezne antikatolicizmom posle 500 godini. Imeno Joint Declaration, zajednički dokument, potpiša protestantite, svite protestantskih crkvi, zato i nema što da očekujeme mnogo od njih. To je dokument, predstavnicite na svite protestantski crkvi go potpiša so Rim, za koji što rekao deka se promenil i zato nema potreba poveće da se protestira. Ne se promenil Rim, se promeni, odnosno izgubi sila protestantski od svet i ostana so fakelotna vistinata samo adventistite na 7. den so trojната angelska vest, kako posledna opomena na ovoj svet. Poveće nema antikatolicizam u smislana doktrina. Korumpiran protestantizam so liberalizam bez granici, koji što veli ne važi poveće zakonot ili evangelije to na milost daje samo i tako natamu i ljubov ta. Zakonot ne važi, 10 zapovedi ne važa, sabotata ne važi. Vladata na Sojedinetite amerikanski državi septembri mjesec 2015 se pregrna so papstvom i to beše konečen pad na protestantizmu, prorečen, braće i sestri, prorečen so ona poznato pružanje raka na pomiruvanje preku ponorod, provalijata, odnosno preko okeana. Ne samo što se pregrna, uspostavija diplomatski priznavanja, ispratija ambasador u Vatikan, a Vatikan, koliko je velikodušen, ne praća ambasador u Amerika, tuku praća nunci, a je nešto poveće od ambasador. Zato je izraz od denunciranje dođa od tamo. Koga nekoj će denuncira, koga će se povleče od službata na nunci. I u kongresu citi imamo prilika da vidime kakov preček very welcome mu beše privedeno na papata 2015. godina. To možemo samo da si go pretpostavujeme pred samo nekoliko dekadi. Сега je stvarnost, realnost. Jedan od drugite znaci koji što odilo prilog na adventističko scenario je slabenje to na ili posvetenost na Amerikancite za religiozната sloboda. Znači, koga stanува zbor za religiozna sloboda, to bilo nekogaš. Сега veće ne, zato što se ruši zidot, koji što go deleše religijata od državata, crkvata od državata. Сега nema. Сега prvi sovetnici na amerikanskoj predsjedatel se toknu protestantite. Istina je, imame jedan naš adventist na 7. den,
Кој што е во владата на Трамп, а тоа е докторот. Докторот кој што е задолжен за, иако е доктор, за друг ресор, за урбан развој на градовите. Јакнењето на левицата. Левица знаеме што е, социјалисти. Со кресчендо, со до заглушувачки размери звуци за сексуална револуција. Тоа левицата го промовира. Социјалисти. Значи, сексуална револуција со сите права, поголеми права од правата на христијаните. Сега, христијанинот само може вака да држи затворена уста, дури не смее вербално да каже, и одма законот го фаќа. Одма закон. Христијаните веќе немаат слобода. А кога е збор за владата и за владините пари, кои великодушно се даваат за хуманитарни цели, меѓу кои е и Адра, и таа прима, грантови, прима кредити за школи, христијаните се загушени. Од што? Од државната бирократија и државните цели, од државните закони. Јас го изнесов случајот во Данска, кога се јавуваат верниците да постават прашање, да им одговори гостинот проповедник од Англија, кога го удал збор на првиот, му вели: како може нашиот пастор да живее невенчано со водачот на хорот во нашата црква? Машка со машка. Како може да живеат невенчано? Значи, прашањето за ЛГБТ во наша црква. И сега размислувајте. Вие и јас би дале одма отказ, нели? Ама не е така. Европските закони го штитат. И на првиот Европски суд тој ќе биде вратен пак на работно место со одштета. И што ќе прави? До каде е содомијата? Ќе видиме и некои поуки од Содом. Еден од знаците е постојано прогресивно јакнење на така наречените интернационални, транснационални институции и нивната соработка после Втората светска војна. Значи, што ми е нешто интернационално? Проаѓа. За нашиот брат од Колешино, Миков, познато ми е, нели? Спаско. Не Спаско, Падве. За Падве. Миков.
Slučajno. Знаете, тој со своите наобразби што ги постигна од Њуболт, дојде до местото извршен директор на хуманитарната организација на Обединетите нации ИОН. Извршен директор со страшно голем буџет. И негова канцеларија беше во Обединетите нации. Не сум ви кажува? Не. А претходно го читав неговиот интервју во еден часопис адвентистички, каде што тој кажува дека си е воспитан, школуван од Струмичко, од Колешино, во религиозен дух на Библијата. И тоа нешто тој на еден од првите составници во неговата организација како извршен директор го кажува и меѓу другото дека Библијата, Светото писмо, е против хомосексуалците. Имало две жени, не знаејќи за оваа ситуација, припаднички на таа популација во одборот на неговата организација. Две жени пазар, три жени паѓаат. Кога тие кренале врева, прашина, тој повеќе не можел да остане извршен директор на таа од Обединетите нации хуманитарна организација за мигранти, за миграции. ИОМ, International Organization of Migration. И си заминал поради тие две жени кои ги имаат поголемите права отколку тој како христијани. На 29-ти веќе објавивме претходне, нели? Овој месец во Скопје ќе биде парадата на гордоста. Каква парада? Парада на срамот, се разбира. Тоа е парада на срамот. Барем можеме овде тоа да го кажеме, надвор не знаеме што не чекам, овде можеме. Постојано прогресивно јакнење на интернационализмот во тие интернационални институции. Еден од знаците за кој верувам ќе се сложите е дека Соединетите Американски држави се денес единствената, може некој мисли поинаку, но за сега е така, светска суперсила. Единствената, после Втората светска војна, со децении постоеше баланс, ривалство, равнотежа помеѓу Соединетите Американски држави и СССР, Сојузот на Советските социјалистички републики. Ама знаеме, 89-та, 90-та година доаѓа до колапс на источниот блок, благодарение на, сум гледал видеа, каде што е примен со сите почести папата Јован Павле II Војтила како најзаслужен за паѓањето на Берлинскиот зид
и за рушењето на СССР. Најзаслужен. Нели почна најпрвин во Полска, со Лех Валенса. А Полска денес важи за една од најјаките католички земји. Значи, влијанието на Рим преку својата голема католичка земја. Денес Русија е моćна, но регионална сила. Регионална. Може да се каже дека има некој баланс, но американецот гази неприкосновено и оди, прави што сака, бидејќи според Откровението 13 од 11 стих е вториот звер. Зашто првиот е во Рим. И сега, кога тие две си подадоа рака и се прегрна, во Конгресот беше аплауз, овации. Што да кажеме? Не е сама Соединените Американски држави, туку е и Европа. Тие два континента заедно навистина се светска суперсила. Сега некои работи што не се поклопуваат со сценариото адвентистичко. Например, протестантизмот во Америка во 1955 година беше 70% протестанти. 70%. Денес тоа е нешто малку повеќе од 46. А ние велиме, според сценариото, дека протестантите ќе го донесат неделниот закон во Америка. И ќе го поддржат. Друга појава е растечки атеизам и секуларизам, посветовеност на американското општество. Зошто е тоа? Од големите миграцијски движења помеѓу Мексико и Америка, дали планира да подигне голем цит, да го спречи тој бран на мигранти кои влегуваат неконтролирано во Соединените Американски држави. А тие што влегле до сега, тие го менуваат и соодносот или процентот на, ако порано беа 5% атеисти, сега се 20% во Америка. И како тие ќе влијаат на сектата. Тоа изгледа не баш така. Нема да бидат баш настроени антисектански. Но растот на социализмот е тоа што загрижува. Вие знаете дека во социализмот имаше синдикати. И денес ги има, ама тогаш беа појаки. Синдикатот што ќе одлучеше, овие што беа на врвот само ќе ја минуваа. А синдикатот значи народот. Улогата на синдикатот или синдикалните организации. Тоа е поврзано со социализмот, кој што се јавува и во Америка. Мултикултурализмот.
ono što je i Kajnas. Multikulturno opštestvo. So migracija na muslimanite. Granicite. Koji će ги brani granicите? Сега да видиме некои поуки и ќе завршиме. Некои поуки од Содом, кои што веќе тропа на нашите врати. Најголемото проклество рековме. Индолентност, опуштеност, лежерност, летаргија, зомби состојба. Тоа било знакот на Содом. Луѓето на Содом знаеле за Бога, за потопот и не мареле. Тоа е времето на Аврам. Нели Аврам го ослободи Лота кога беше заробен. Лот ја избра рамницата Сидим. Лот ги поместуваше шаторите, па да не патуваат многу децата, ќерките за школо, за воспитување, се поблиску до Содом, дури не влезе во Содом. Прво не беше во Содом, беше на периферија, ама малку по малку, тоа е она опасното, малку по малку стана содомјанин. Тој многу повеќе знаеше. Знаеле и содомците за потопот. Аврам е роден неколку години после живите сведоци на потопот. Живи сведоци кои тој можел да ги слуша преку своите родители, односно преку своите родители, да го чуе преносно случајот со целокупниот потоп. Содомјаните знаеле, не воделе сметка за тоа. Содомјаните или народот од Содом знаел за Аврам, таткото на верата. Што рече Исус за Аврам? Кога би го познавале вие Аврам? И мене би не знаеле. А вака ниту Аврам не да не знаеле за него, го игнорирале, како што игнорираат ден денес припадниците на ЛГБТ. Се што е живо игнорираат. Најважно е да си ја одржат нивната парада, како она што пред ден-два се случи во Тел-Авив, во Израел. Замислете, браќи и сестри, во Израел парада на ЛГБТQ, имаат и таа буква на крајот, како чудни, како нормални, ама различно нормални. И ние сме нормални, велат, само различно нормални. Различно ненормални. Да, очигледно различно ненормални. Понатаму, преку учењето кое Аврам му го пренесе на
својот на Лот, што му паѓаше на македонски внук, на својот внук, што му пренесе наука, му помогна да си го спаси животот. Науката беше гостопримство, зашто некои не знаејќи примија ангели. Тоа беше случајот со Лот. Тој си го спаси животот. Има една друга работа. Не успеа да и го спаси животот на неговата жена. На некој начин тој е виновен за смртта на неговата жена. Иако секој одлучува. Но ќе речете како е сега тој виновен за смртта на неговата жена, која се сврти да погледа на градот, да помисли за куќата, за децата, вели духот на прошлото, кои останале таму, и да го види моментот на паѓање на сумпур и оган од небото, и таа станува слан, камен. Зошто Лот сега одговорен за неа? Заради неговата неодлучност, заради неговото одлагање. Да не го фатеа за раце ангелите, тој уште ќе се слепиваше. Уште ќе се шуткаше. Но тие за раце, него и ќерките две, и бегајте долу на брдо, немојте да се вртите додека не стигнете таму. Е сега, кога жената си го знае мажот, каков е, па може и она малку да се сврти. А? Ако си го знае, па има време и да се сврти. Да, духот на пророштвото токму тоа го кажува. Дека тој можел да влијае на нејзиното спасение. За жал, смртта нејзина е на некој начин негова вина. Тоа е во книгата Патриарси и пророци, 158 страна, во оригиналот. Значи, тој си го спаси својот живот, а загина неговата жена поради зомби. Тој можел да ја превенира, да ја најави смртта ако постапи така и така. Но изгледа не ја ни го поменал, али и не покажал со својот пример. Поука друга. Немојте да бидете како жената на Лот. Овде веќе кој ќе биде виновен? Сега дали Лотовата жена ќе биде виновна за нас? Исус најави дека ќе има поголеми гревови од оние во Содом. Мислејќи за нашето време.
кога би ги виделе чудата што Господ ги направи, луѓето од Содом и Гомор би се избавили. Какво чудо е ти да бидеш избран од Бога, повикан од Бога. Избран во смисла во овој свет има и попаметни, и поумни, и полични, и побогати, а тебе и мене не избрал. Не ли е тоа чудо? Ама ако покрај сите чуда што сме ги доживеале и искуства со Бога, ние прокоцкаме, тогаш содомјаните ќе ни се смејат. Немојте да бидете како Лотовата жена. Драги браќи и сестри, времето заврши за саботниот ден, веќе истече и време е да го тоа заокружиме. Моја желба е, живејќи во последно време, специфично проречено време, дека не треба веќе ништо друго да се исполнува, освен Христовото доаѓање. Што треба повеќе? Господе, еве ме мене, испрати ме мене, со силата на Светиот Дух да се живеат овие последни денови. Зашто навистина се последни денови. Нека Господ ни е милостив и понатаму. И нека му е вечна хвала и слава. Амин.